Добродојдовте во уште едно издание на 24 анализа. Откако беше постигнат договор за специјалниот обвинител, сега партиите имаат рок до 6 октомври да постигнат договор за изборните закони кои треба да обезбедат фери демократски избори. Дали овој рок може да се испочитува? Вечер бараме одговори од господинот Тито Петковски. Добар вечер. Добар вечер. И господинот Павле Трајанов, лидер на Демократски сојуз. Добар вечер. Денеска премиерот Груевски излезе со предлог диаспората да даде 20 пратеници. Дали овој предлог не носи до договор или уште подалеку од компромис? Веројатно на второто. Мислам дека Груевски во континуитет кине зелени, што би рекол нашиот народ, оди во пресред на многу сериозни работи со крајно неодговорни предлози. Да вие да излезете во минут до 12 кога треба дефинитивно да се договори целиот тој пакет рамката на изборното законодавство, со оваков предлог, значи едноставно посекувате или поракате до јавноста да не се постигне никаков договор. Ја не знам на основа на кои аргументи, факти, анализи ги темели Груевски овие своји размислувања, или чисто онака му текнало денес и од ракав ги тресе информациите и предлозите. Ниеден предлог досега не слушнавме од него да биде издржан, аргументиран, добро илустриран со примери, со искуство наназад со години на функционирање на македонскиот парламентаризам. Не очекував нити после ова да слушнам од него некоја плюс информација. Македонија има искуство во контактите со диаспората долги години, а нивното вклучување во македонскиот парламентарен живот датира од поново време. Но она што се случуваше на последните избори, парламентарни избори при 2014 година, говори дека ние немаме диаспора кој што е функционално, што би се рекло, судбински поврзана со македонското општество, за да ја дели судбината со граѓаните на Република Македонија. Зошто говорам нема? Заради тоа што се случи абсурди за 100, 200, 300, 500, да речеме, гласа, некој да стане пратеник. Наспроти 8, 9, 10.000 гласа за што треба да ги добие пратеник во Република Македонија. Значи, не се работи за добра волја. Премиерот во овој случај мисли дека диаспората е априори за ВМРО ДПМН, поучено од досегашното искуство, и му треба, тако не можеше да се обезбеди 17 од карти, нели 17 гратис пратеници партијата што ќе добие повеќе гласови, да се обезбеди барем од диаспората сигурни 20 гласа. Пред се мислам дека работи не стоја така веќе во диаспората. Сите дозна кој е Груевски, кој е ВМРО ДПМН, ако ги гледате и пораките што доаѓаат од македонците кои што се долги години вржани со Македонија и по основна бизнис, па ако сакате и со татковнина, па и со депозитите што ги праќаат во македонските банки и така натаму, веќе знаат дека станува збор за неодговорен политичар, неодговорна влада, дури и се плашат повеќе нивните пари да ги праќаат тука. И според тоа не сум сигурна дека математиката многу му е наклонета сега. Но ако ме прашате дефинитивно што мислам за предлогот, мислам дека е крајно неодговорно, да не кажам вистински збор не потребам, мислам дека е навреда на здравиот разум на сите граѓани во Република Македонија. Господин Трајанов, дали овој предлог кој само треба да послужи во преговарањето или мислите дека е реално да се очекува да се најде на маса? Прво, генерално гледано, Република Македонија мора да има добри врски со нашите иселеници и тоа треба да биде една од приоритетните задачи на секоја влада и такви релации, такви врски треба да се јагнат пред се на економски план и се разбира околу задржување на нашите стратешки определби или пак корените, бидејќи сите ги влечат корените од тука, независно дали се македонци, албанци или од другите народи кои што се иселиле. Турци има доста иселени исто така од Македонија. Значи не спорно дека треба да ги негуваме, да ги продлабочуваме тие релации со нашите иселеници, бидејќи тие се заинтересирани за Македонија да опстане како самостојна, независна, силна држава. Тоа не е спорно.
треба да градиме стратегија за како и на кој начин тие да инвестираат во Македонија, да развијат Македонија по примерот на Израел, каде што Израел се изгради како резултат на инвестициите од нивните иселеници ширум светот. Но има и други примери. Хрватска исто така привлече огромен капитал од нивните иселеници. Кај нас не е тоа случај. Веројатно ние не сме создале погоден бизнис амбиент за нашите иселеници кои што се успешни бизнисмени да инвестираат тука. Дали преку тоа што ќе бидат вклучени во парламентот ќе се зајакнат тие врски? Праксата досега во 2 мандата покажува дека од страна на пратениците кои што се избрани од диаспората, ниту еден досега не покренала значајно прашање кое што е во функција на развивање на тие или продлабочување на тие релации, на тие односи. Но јас сум за тоа да има застапеност на нашите иселеници, да имат своји представници во парламентот. Пред се тоа е на еден символичен начин да сепак бидат присутни тука, но секој глас еднакво да вреди. Ако нема 10.000 наши граѓани иселени во Австралија, кои што ќе излезат на избори, 10.000 на гласат, тогаш стигнат право да имат еден пратеник. Тоа мора да ги мотивираме да излезат да гласат за тоа да се одбере оној што навистина ќе ги застапува нивните автентични потреби со Македонија. Тоа исто и за Европа и за Соединетите Американски држави, односно за Америка. Но каде овие 20 пратеници ќе најдат толку гласачи? Дека се работи за преговорачка позиција и мислам дека тој предлог апсолутно не е прифатлив, ниту пак ќе се прифати, затоа што ако се инсистира и на тому да со 500 гласа да биде пратеник, замислите, ако излезе вкупно 3.000 луѓе да гласат, 3.000 наши селици, и да има 20 пратеник, мислам дека тоа надвор од паметот е таков предлог да биде прифатен и тоа да биде доминантно последлучувачки фактор во носењето на одлуките или во градењето на парламентарно мнозинство кое што ќе подржи владата, односно тоа мнозинство треба да се избере мандатор, влада кој што ќе води државата. Мислам дека сепак се работи за преговарачка стратегија. Ако вие барате една изборна единица, ние бараме 17 гратис плюс 20 од диаспората, тоа е веќе 37 пратеници. Мислам дека се работи само за по моја процена дека тој предлог е крајно неприфатлив и нема да биде прифатен, ќе ги наруши вкупните односи. Во Македонија сепак треба да одлучуваат граѓаните што тука живеат, тука се определили да градат едината нова држава. Се разбира со сите аспекти за кои што зборував врските со нашата диаспора и натаму да се јакнат и да се продолжуваат. Јас се извинувам, само една додавка. Значи, погледнете го ангажманот на оние тројца пратеници сега што се. Ова чисто како идеја секој граѓанин кој што следи работа на парламентот може за себе да си направи една слика. Кои прашања ги покренува, како контактира со диаспората, што направија за унапредување на односите на диаспората кон сопствената татковина, колку потрошија. Сега замислете, овие тројца трошат огромни средства, а досега да не се покреа ниту едно прашање од значај на релација диаспора Македонија. Во сферата на финансиите, во сферата на културата. Замислете сега 20 пратеници да бидат во истата положба. Тие треба да контактираат со своите избирачи. Значи, они редовно пред секоја, ако не пред трета седница, треба да патуваат во Австралија, во Канада, во Германија, во Европа и така натаму. Прво една држава, толку мала, со најмногу пратеници имаме во парламентот. Словенија е 90 пратеника има Словенија, ние 120 или до 140 може. Уште додадете ги тие 20. Ова е добро го покрена господинот Никола Груевски, за да не дефокусира. И фактот што ние веќе разговараме за таков еден предлог, практично го трошиме непотребно нашето време во вечерашната емисија. Тоа ќе значи 1/6 од пратениците ќе бидат од диаспората. Па затоа, мислам, тоа нема заедничко со здравата логика ништо. Мислам, само е обид за, би рекол, повеќе скренување на вниманието на јавност од кучните прашања со кои што тој се соочува, како да преживее
И затоа и пушта такви несериозни предлози во оптек јавноста, да се говори за тоа, а не за она што практично секојдневно ги навредува и луѓето во Република Македонија, меѓутоа страшно ги влошува и позициите на Македонија на меѓународен план. Денеска премиерот Груевски го повтори предлогот и за 17 дополнителни пратеници нели за онаа партија која што ќе победи, а исто така го потенцира нели мнозинскиот изборен модел. Дали мислите дека до 6 октомври сепак може да се најде договор кога опозицијата нели сега бара една изборна единица, а Груевски е дециден дека мнозински изборен модел? Прво мислам дека како и досега така ќе биде и одсега. Значи договор не може да се постигне. Ќе се направи она што ќе го предложи меѓународната заедница. Вие да се обидувате да играте мајтап со меѓународната заедница, која дојде во Македонија со намера да не доближи малку до тој развиен свет, полека тие стандарди во сите сфери на животот да ги достигнуваме, бидејќи имаме пристапен диалог на високо ниво и така натаму, вие да ги истоштувате на секоја средба до раните утрински часови, надевајќи се дека ќе ги фатите на кондиција и странците и домашните политичари од опозицијата, говори за политичката неодговорност и би рекол политичка некултура и несериозност. Значи, како што се случи со договорот од Пржино, да биде постигнат утрото рано, како што се случи со јавниот обвинител да бидат повлечени за уши, па дојдете, ќе го земете ова, или ние имаме стап и така натаму, така ќе биде и за изборниот модел. Дефинитивно, откако ќе ги слушнат сите овие будалаштини, од типот 17 гратис, 20 од диаспората, ќе излезе господин Ван Хоут и ќе каже ова е ставот на меѓународната заедница и тоа ќе биде. Само нашата несреќа е што на тој начин целиот тој процес се одуговлечува, политичката криза може ќе влезе во некои замки. Јас само да спомнам, значи изборниот пакет мислам беше договорен до 31 јули да биде готов. А бидејќи тие посака власта до крај на месецот, до крај на октомври да биде, затоа дојде господин Хам и пресече. На 6 вие мора да имате договор околу изборното законодавство. Јас очекувам во исти стил да се привршуваат и разговорите околу изборното законодавство. Целиот тој пакет, ако сакате, и диаспората и избирачкиот список, на 6 некаде 3-4 саат македонската јавност да биде информирана дека е постигнат договор на општо задоволство на учесниците, на актерите во разговорот по предлогот што ќе оддаде меѓународната заедница. Господин Трајанов, се согласувате ли вие дека ќе имаме на некој начин реприза од она што се случуваше при договорот за специјалниот обвинител? Па мислам дека овој процес генерално ќе се одвива во целина полесно. Единствено ќе биде расправата околу изборниот модел. Овие предлози што ги дава ВМРО ДПМН преку председателот Груевски за 17 плюс или 20 од диаспората, пратеници, тие се само за градене на преговарска позиција, за да има за што да се разговара и за што да се троши времето. Генерално тоа за тоа. Така да, можеби ќе биде клучно прашање околу изборниот модел за кој што ќе се води жестока расправа. Ќе бидат за и против аргументите. Јас очекувам меѓународната заедница да изгради став кој што да вистина ќе создаде услови за фер и демократски избори и што е најбитно парламентот да биде реален одраз на волјата на граѓаните. Тоа е пропорционален модел и една изборна единица. Се разбира дека ако успеат да се договорат, сум и за тоа да биде со отворени листи. Граѓаните од листата да можат да гласат за некој од предложените кандидати. Тоа би било најреален модел, со тоа што околу отворените листи натаму имам резерви, бидејќи искуството, досегашно искуство во Косово и во некои други држави ги покажа првичните слабости. Можеби за тоа треба да се разговара уште малку, да се подготвиме, но пропорционален модел, една изборна единица, тоа е што ќе зајакне демократијата во Република Македонија и парламентот ќе биде реален одраз на волјата на граѓаните, што е најбитно, ниту една политичка партија не може да доминира. Ќе се вклучат повеќе партии во парламентот и тој што ќе има најмногу ќе биде
принуден да соработува и да гради платформа согласно платформите на другите политички партии, да се зголеми одговорноста на власта на владата која што ќе биде избрана. Така да околу тоа прашање ќе има најмногу расправа, бидејќи мнозинскиот модел моментално одговара на ВМРО ДПМН, но тој модел ќе не врати назад, бидејќи тој модел ги покажа сите слабости. Прво, тоа не е реален одраз на волята на граѓаните. Второ, ќе го врати насилството. Ние го имавме веќе тој модел. Ќе го врати насилството на улиците. Тогаш кога ќе останат два кандидата, тогаш мислам дека ќе имаме повторно нереди, повтор формирање на групи насилници кои што ќе се обидуваат да влијат на гласачите. Се разбира дека сите тие елементи на нерегуларности ние не можеме да ги искоренеме и со пропорционален модел, но сепак тој е најправеден модел и ја одразува волјата на граѓаните. Но дали веќе не е доста за промена на изборниот модел? Експертите велат дека не е препорачливо да се менува изборниот модел на 6 месеци пред избори. Кои се тие експерти? Покажете ми еден експерт во Македонија што праве анализа. Прв пат ние направивме како партија, ангажиравме тројца стручни луѓе, направи анализа од 43 страни, е анализата, која што ги покажува слабостите и предностите на изборните модели, но за Македонија е најдобар, најправеден еден пропорционален модел, една изборна единица. Ако вие очекувате, бидејќи, знаете што, експертите се групирани по политички партии. Ретко може да најдете некој што е независен, самостоен, кој што дури ќе застапува, да речеме, независни ставови, и оние невладени организации, кои што работат исто така на проекти, кои што ги плаќа некои тие проекти, и тие не убедуваат во исправноста на тој проект. Тој е платен проект. Ние немаме независни експерти кои што навистина ќе направат една издржана студија, една анализа и ќе речат: еве ги предностите, еве ги слабостите. Повелете, бирете. Граѓаните на анкетите, значи, го поддржуваат пропорционалниот модел и Македонија да биде една изборна единица. 56 до 58%. Последните анализи покажуваат дека тој процент се зголемува. Значи, граѓаните не веруваат во мнозински систем дека тој ќе одрази реалната волја на граѓаните. Ние со овој систем сега, со 6 изборни единици, постојано етаблираме еднопартиски систем. Партијата што добива најголема поддршка, таа сите други ги елиминира, одлучува за сите суштински прашања, ја суспендира практично судската власт, парламентарната власт, и лидерот на партијата одлучува за се. 25 години е така во Република Македонија. И ако и натаму продолжиме, ние нема да направиме ништо. Затоа ние како партија, како Демократски сојуз се залагаме за системски промени. Една од системските промени што ги предлагаме, тоа е промена на изборниот модел, односно Македонија да биде една изборна единица. Тоа го поддржуваат голем број, како вие што рековте, и партиски и непартиски експерти, но пред се граѓаните на Република Македонија. Ние направивме една анализа, подготвиме закон, беше во парламентарна расправа, парламентарно мнозинство го одби овој предлог, но битно е, суштински е тоа што се многу политички партии, вклучително и најголемата опозициона политичка партија СДСМ, го поддржа овој проект и сега останува тие до крај да се борат, да видиме дали таа нивна определба е навистина вистинска определба или пак само да ги задоволи барањата на помалите партии кои што барат. Ако се они упорни, ако ДУИ го поддржи тоа и ДПА, мислам дека тогаш ќе превлада мнозинството, кои што преговарачите ќе го прифатат овој модел. Може ли само една реченица? Значи, ви рековте, експертите препорачуваат да не се менува изборниот модел 6 месеци пред избори. Во секоја земја со пристојна парламентарна култура и парламентарна традиција, изборното законодавство не се менува година дена пред изборите. Најмалку 6 месеци. Значи, не само моделот изборен, туку целото законодавство изборно. Од начинот на финансирање, работа на избор на органи, што ќе ги спроведуваат изборите, медиумскиот настап и така натаму. Партиите мора да знаат најмалку 6 месеца сите правила на игра
и која ќе се пријават на изборите да стартуваат со подеднакви шанси. А кај нас страшно се злоупотреба. Кај нас имате изборното законодавство да се менува непосредно месец дена, 2 месеца пред избори. Кога ќе се подготват сите аспиранти кои ќе учествуваат во изборниот надпревар. Значи, Македонија останува и натаму далеко, да речеме, од демократските принципи на организирање и действување, а ако сакате избори, видите сепак најдоброто мерило, тоа е вистинското мерило за нивото на демократските процеси во една држава. И вие ако имате честа промена на изборната регулатива, тоа значи дека сепак демократијата е декларативна, а де факто на мала врата сакате да ги протнете вашите интереси, да ги дочекате политичките конкуренти неподготвени. Ако вие не знаете изборната регулатива, како ќе подготвувате и програма, и листи, и промоција, и кампања, и така натаму. Значи, што се однесува пак до низа работи треба да се својствени на граѓаните за да може да се подготват на избори. А што се однесува до изборниот модел, самиот модел, ние имавме чист мнозински модел. Така еден период, па имавме комбиниран мнозински и пропорционален. Па, еве најдолго време го практикуваме пропорционалниот изборен модел. Тука, де факто се фаворизираат политичките партии. На овој начин се сакаше пратеникот да има она двојна врска, да е врзан со партијата што го кандидира, меѓутоа во исто време да ги застапува и граѓаните од изборната единица од која што доаѓа. Значи, за сега нашето искуство покажува дека пратениците многу повеќе се врзани за партијата отколку за граѓаните. На овој начин, ако имаме една изборна единица, ќе се јават многу учесници во политичкиот надпревар и ќе имаме навистина политички плурализам кој ќе одразува вистинското расположение на граѓаните и ќе имате еден колорит од идеи, од идеологии во парламентот и тогаш ќе се може да се направи вистинскиот компромис за државните интереси. Јас ова пригода ќе спомнам бидејќи сум член на парламентот од првиот состав. Македонија немала никогаш подобар состав од првиот парламентарен состав. Од 90-та па до 92-та, кога се формира првата партиска влада, меѓутоа, тогаш имавме вистинска парламентарна битка. Луѓето се надпреваруваа да формираат политички партии, ги правеа своите програми. Ја говорам дека тоа беше најславниот период. Тоа беше вистински македонски парламентарен живот. Се договаравме после долги и црпувачки преговори, а на крај кој ќе се договориме, на преден план беше интересот на Република Македонија. Значи, тогаш се усогласувавме до утро, рано траја дебатите, расправите, но кој ќе се договориме што е најбитно за Македонија, тогаш студира темелите на државата, и пратениците од ВМРО и од СДСМ, СКМ-ПДП од тоа време, и ПДП, и Либерално-демократска партија, и така натаму, сите тие дишевме практично едногласно околу клучниот државен интерес, кога се тоа профилираше преку уставот, преку законите и така натаму. Од тогаш Македонија, тоа е... Само знаете што е така со. Никош не обезбеди тоа. Ние сме во процес на менување на изборниот законник. Така да ако не се менува, не треба ништо. Значи, ние менуваме во целокупната законска регулатива, составот на Државна изборна комисија, на тому составот веројатно на избирачките одбори, на другите органи и тела што функционираат, што се одговорни за спроведување изборите, на тому за избирачкиот список. Ние сме во процес на менување на изборната регулатива и треба во таа функција да се гледа, затоа што и ќе се разговара за изборниот модел. Проблем е што ние дали воопшто политичките партии ги почитуваат изборните правила. Сведоци сме ние веќе на една широка кампања, предизборна кампања. Секој вечер 4-5 телевизии се вклучени во изборна кампања само за една политичка партија. Од отварање на патишта, мостови и така натаму. Мислам дека никаде во светот не може така да се одвива изборна кампања. Сите други партии да бидат тргнати од можна промоција на своите ставови, идеи, само една политичка партија. Мислам дека тоа е апсолутно неприфатливо. И затоа немаме ние цврста регулатива. И затоа едно од клучните барања како и на кој начин партијата да се одвои од државата, што е тешко. Ја кажав на почетокот дека
ние имаме еднопартиски систем. Етаблира во државата еднопартиски систем каде што лидерот на партијата за се одлучува. Сите други власти се суспендирани. Тие формално постојат, функционираат, меѓутоа во суштина за ништо не одговарат и ништо круцијално не носат што е битно за едината на оваа држава. Так. Тука е проблемот. Ние тука треба да направиме систем за власта да биде одговорна, а нема друг систем освен ако повеќе партии заедно градат една коалиција во парламентот која што ќе поддржува власта или ќе бара одговорност. Ако имате вие 5-6 пратеника, друга партија исто така, некој од министрите за натреж работи, нема на памет да му дојде да вклучи системот за прислушување, да ги крши основните човекови прави и слободи. Ако има таква појава, веднаш ќе биде сменет, бидејќи коалиционите партнери тоа нема да го поддржуваат, ако една од партиите тоа го прави. Така, да се вратиме на точките од договорот од Пржно. Една од точките за која исто се должи се доцни со имплементацијата е анкетната комисија, нели? Ќе стигнат ли бомбите во парламентот? Еве, мислам дека денес заправо за тоа се разговара, вечерва и така натаму. Какво прочам и за сите делови, сите одредби од договора, така и за ова. Не верувам дека ќе се постигне договор, дури не се наложи од страна на медиаторите. Не верувам од едноставна причина што ВМРО ДПМН не сака да допушти објективно да се расправа во собранието за она што се случуваше со прислушуваните материјали. Не сака да дозволи анкетната комисија според уставот, деловникот, законот и така натаму има право да повикува на сослушување било кој актер, учесник во политичкиот живот кој што може да допринесе за расветлување на овие настани. Така да и самиот премиер ќе биде повикан на анкетната комисија на сослушување, на исказ да даде. Министрите што беа вклучени во сите афери. Тоа мислам дека ВМРО ДПМН не може да го преболи, бидејќи јавноста ќе регистрира се. Она што Груевски не сака да се слушне, не сака да учествува на ниједна дебата, не сака соочување со политичките конкуренти. Тогаш ќе мора, бидејќи тоа е врска негова на секој носител на функција да се да се повика, доколку е повика, да биде присутен на седница и да даде исказ за тоа што знае и како гледа. И добро прашавте дали ќе дојдат прислушуваните материјали во собранието, ќе дојдат ако се постигне договор таа анкетна комисија да биде инструмент во раце на собранието кое треба да биде контролор врз работата на извршната власт. А во овој случај кога имате практично на партиски парламент, можно е единствено да биде контролор собранието, доколку комисијата биде составена од мнозинство пратеници од опозицијата и доколку председател на таа комисија биде опозицијата. Во принцип, секаде во сите демократски земји. Значи, нема никаква смисла предлогот што го слушнав денес, доаѓајќи на кај нас овдека, да бидат 8 пратеници да бидат од ВМРО, 4 да бидат од ДУИ, од СДСМ 4, односно 4 од СДСМ, 2 од ДУИ, ДПА-1 и други и така натаму, што ќе решат тие? Бидејќи анкетната комисија има клучна функција да предложи на собранието изрекување на мерка на политичка одговорност на носителите на јавни функции. Значи, овие министри Груевски и целата влада инволвирани во прислушуваните материјали, начело со Груевски ќе бидат ставени на дневен тапет на седницата на комисијата и на самото собрание, што би се рекло и на увид на целокупната јавност. Тие тоа нема да го дозволат. Затоа мислам дека договор нема да се постигне по тоа прашање, се додека дефинитивно не пресеча странците како ќе треба да се менаџира целиот тој процес со анкетната комисија. Груевски брзо се согласи ВМРО ДПМН да се формира анкетна комисија, мислејќи ќе го забошоти начинот на решавањето и на функционирањето на комисијата и купувајќи време, можеби тоа ќе влезе во втори план и нема да се доведат во непријатна ситуација да бидат предмет на сослушување на анкетната комисија. Така, договорот во Пржно предвидува и кадровски промени во владата, но за тоа ќе разговараме по рекламите.
Фантастична наградна игра со Елит кафе до многу награди и пари. Купи го твоето омилено Елит, погледни во внатрешноста и можеш да освоиш многу награди и 10 пати по неверојатни 100.000 денари. Среќен добитник на нови 100.000 денари е Валентин Талевски од Битола. И па на здравје кафе со Елит кафе. Are you ready to victory? Одлично одиграно. Супер ес ненаменски потрошувачки кредит до 1.200.000 денари. 5,9% фиксна каматна стапка за првата година. Без провизија за одобрување и до 10 години рок на отплата. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Акција Бујото Есенцијале, само во салонот на МТАС Футуро, кој на дизајнирано бујото за само 2199 евра. Во цената се вклучени медијапански фронтови по ваша желба, лакирани или пластифицирани, работна површина изработена од цврт композитен материјал со излиен садопер, чешма, фиолки и врати со меко затворање, вградлив фрижидер, замрзнувач, вградлива фурна, вградлива грејна плоча, искриен аспиратор Фабер. И тоа не е се. На секоја кујна добивате 2 години гаранција. Кај нас вашите пари имаат најголема вредност. Ве очекуваме во нашиот салон на улица Даме Груев број 3, зад Републичкото собрание во центарот на Скопје. Најдоброто од Македонија. Јас сум примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар, и целата моја кариера ја посветив на грижата за превенција и лекување на децата. Најсреќна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болести. Моја препорака е користење на најдобрата детска формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настиг. Гекиц значи силен имунитет, Гекиц е здраво детство. Почитувани, продолжуваме со вечерашната анализа 24. Господине Трајанов, вашето мислење, ќе имаме ли анкетна комисија за бомбите? Па ние сме држава која што подготвува некакви импровизации кои што на крај тие нема да вродат со конкретни резултати. Ние како политичка партија имавме јасен став. Предлагавме да се промени законот за работа на парламентот, деловникот за работа, да се формира комитет за истраги. Тие истражни властувања сега треба да ги има анкетната комисија. Ние треба брзо да подготвиме промена на законот за парламент, за да има законски властувања. Ова анкетна комисија мора пред се да се занимава со прашањето на кршењето на основните човекови права преку злоупотреба на системите за прислушување. Кој наредил, кој го направил тоа, кој бил корисник. Сите тие аспекти и тука да бараме одговорноста. Околу содржината на разговорите. Тоа прашање пред се треба да биде предмет на истражување на специјалниот јавен обвинител. Не викам дека парламентот не треба да биде информиран официјално. Тоа може да го направи на еден сосем едноставен начин СДСМ, сите прислушувања разговори, бидејќи има репродукција тие разговори, нека ги собере во една форма на книга, нека ги достави до пратениците и секој ќе ги има. Во секоја расправа, по секое прашање може да се повика на тие разговори, бидејќи тие се јавно објавени. Така да, клучно е кој ги кршел основите човекови права и слободи. Масовно прислушување на голем број на граѓани, на политички партии, на новинари, носители на јавни функции и за тоа да понесе пред се политичка одговорност. Но, исто така, заклучоците што ќе ги донесе парламентот. Тоа ќе значи активирање и на другите служби во државата. Пред се на специјалниот јавен обвинител, ако тој нешто пропушти, тука биде актуализирано. Комисија ќе се формира и таа ќе има од прилика за онакви овластувања за кои што веќе разборувам и јас.
Така да се надеваме дека брзо ќе биде постигнат договор за анкетната комисија. Господине Петковски, опозицијата веќе ги има ли кадрите кои што ќе бидат во новата влада? Па мислам дека се уште рано да се говори за кадровските решенија. Не случајно господин Хан инсистираше, да речеме, целиот овој изборен пакет да се договори до 6 октомври, бидејќи според договорот нели од пржино на 20 најкасно, на 20 октомври треба во владата да се извршат тие промени, значи министар за внатрешни работи што ќе го предложи СДСМ ќе се усогласи со ДУИ, ВМРО и ДПА, да има министер за труд и социјална политика, да има заменик министер во Министерство за финансии, во Министерство за земјоделие и во Министерство за информатичко општество, а во внатрешни и труд и социјална политика ВМРО ДПМН да предложи заменици. Говорам рано, се уште се говори за персонални решенија, од причина што треба прво се затвори прашањето по изборниот пакет. Ако ние тоа го немаме на 6. Од 6 до 20 имате вие внатрешно партиски овие расправи околу кадровските решенија за оние места што ги предлага, треба да ги предложи СДСМ и оние што треба да ги предложи ВМРО. Но предпоставувам имате консултации веќе, сепак времето се приближува. За персонални не, поучени од искуството како се заврши, како се затвори прашањето со договорот, прашањето со јавниот обвинител, сега не знаеме како ќе се затвори прашањето кој изборниот пакет, да речеме, ако ВМРО инсистира околу анкетната комисија или да биде тврд околу диаспората или околу решенијата од изборниот законник, не знам дали уопште ќе се дојде до можноста да се предлагат промени во владата. Начинот на кој што Груевски ја тера целата своја кампања, предизборна кампања, правејќи се англичанец, тој не од тука, она што се случува во државата, прислушните материјали, тоа не го тангира, тоа не се однесува за него, тоа е за некој друг и така натаму. Граѓаните слушнаа кој е, какови, што е, тој им се представува дека е ангелот спасител на Македонија. Верувам дека имат скриена карта со ДУИ, затоа не се ни обидуваме за сега да разговараме за персонални решенија. Прво ќе сакат сите луѓе што ќе влезат во тој состав на владата, да знаат со какви се проблеми ќе се соочат, на кој начин треба да ја вршат функцијата. Човекот го предлага за внатрешни работи СДСМ, ама треба се согласи и ВМРО и ДУИ ДПА. Сега вие да излезете со персонално решение, исто како што беше со јавниот обвинител. На 4-5 предлози дава ВМРО, 4-5 СДСМ, но на крај џокерот го вади странецот и кажува сепак ова ќе биде на каната. Така да не е добро, ми мислам би било некоректно кон кандидатите за таа функција да се лицитира, а после тоа, како што видовте, некои експерти имаше сега околу јавното обвинителство, јавно кажа својот однос, наводно биле во некоја комбинација. Тоа истото може да се случи и со луѓето кои што ќе бидат на позиција министри. Мислам дека не е добро да се уште сега разговара. Ќе причекаме, ако на 6 имаме комплетно договор околу изборното законодавство, на 7 почнуваат разговорите околу персоналните решенија. 2 седмици ќе бидат доволно за да се договорат? Па ја мислам, станува збор за прашање што треба дел да ги предложи. Овдека најголеми полемики практично ќе има околу 20 министри, што ќе ги предлага СДСМ. Едниот технички, како го викат, за внатрешни работи и другиот чисто партиско решение на СДСМ за труд и социјална политика. Мислам дека тука ќе се кршат копија за тие две имиња. 10 дена апсолутно мислам дека се... Очекувате дека ќе може да функционираат тие министерства вака како што се предвидени со договорот? Друго прашање како ќе функционираат со оглед на максимално партизираниот состав на вкупната администрација во сите министерства. Така да многумина луѓе говорат од аспект на функционалната поставеност и организациона внатре, дека луѓето ги си имат многу проблеми. Јас верувам дека министерот за внатрешни нема да има толку проблеми,
во вршењето на својата функција, колку што ќе имат проблем за министрите. За министрите ќе бидат игнорирани. Не знам дали секој им се стави на располагање на увид, па да може да стават вето за некои одлуки или некои решенија на министрите. Но вие за толку кусо време да се трансформирате, да речеме, од стручњак, експерт, да го ставите министар за внатрешни работи, бидејќи за чисто партиско решение не верувам дека ВМРО ќе се согласи ако СДСМ предложи партиско решение. Тврдо што велиме партиско решение, тоа ВМРО нема да го прифати. Бидејќи треба и нивна согласност. За ДУИ ДП, може би тоа ќе го прифата. Када тука веројатно дека тешко ќе се трансформира човек од да речеме теоретичар во практичар и една многу чувствителна сфера како што се внатрешните односи, министерот не може тоа преку ној да го совлада. Но доволно е да биде чувар на законот, на принципите и да не дозволи МВР да се претвори сега МВР во СДСМ, како што е досега МВР ВМРО. Да не доминираат партиските интереси, да се почитува словото на законот, да се почитува законот за влада, овластувањата на министерот за внатрешни работи и во овој период треба да се концентрираат само на оние работи кои што може да бидат злоупотребени за време на изборите. Ова влада во целина, актуелната влада, повеќе нема никаков легитимитет. Од денот кога Груевски се согласи да има јавен обвинител, да има промени во составот на владата, самиот да си поднесе оставка 100 дена нели пред да биде избран нов министер пред новите избори, практично се разласти и се делегитимира. Таа влада на Груевски сега нема право нити да дели субвенции, нити да вработува, има техничка улога само. Институциите државни немат легитимитет, не се почитуваат од страна на другите политички партии и самиот чин што се дојде на овој начин до оваа фаза на односите во Република Македонија говори дека изборите беа дефектни, сериозно. Господин Трајнов, вие не сте дел од овие кадровски комбинаторики, вие како партија велам, но од време на време се покренува прашањето дали може да се окрупни опозицијата, па ја спомнувате и вашата партија. Вака, прво, мислам дека не треба толку да очекуваме како што тоа го направи господин Петковски 15 минути околу објаснувањето странскиот фактор. Не треба да очекуваме како држава дека странскиот фактор ќе биде клучен. Ако кај нас не проработи одговорноста, ако не изградиме систем за да ги движи работите напред, тешко е нас. Но ние покажуваме дека тешко не оди. Сигурно, клучно е јавниот обвинител, специјалниот јавен обвинител, да започне со работа заедно со министерот за внатрешни работи што ќе дојде од редот на експертите. Без разлика што ќе го предложи СДСМ, тој треба да биде експерт, да биде деполитизиран, да не е припадник на политичка партија. Тие се две клучни фигури кои што ќе ги движат овие процеси напред. Околу престојните избори. Значи, Демократскиот сојуз како политичка партија подготви платформа за обединување и ние започнаме бројни разговори со повеќе политички партии, со граѓански асоциации, со експерти од разни области, со членови на разни пленуми и очекуваме некаде за 2 до 3 недели да го промовираме овој нов политички блок и очекуваме овој блок да биде со најголема поддршка од граѓаните на Република Македонија, бидејќи се покажа дека и ВМРО ДПМН и СДСМ 25 години се на власт, но не се менуваат работи од државата, државата стагнира, дури назадуваме во голем број на области. Тоа значи дека граѓаните барат нова политичка сила, обединета, која што ќе направи системски промени и која што дефинитивно ќе започне со решенија кои што ќе значат подобра идеја. Значи, останувате на идејата за трет блок, а не за обединета опозиција? Не, апсолутно. Мислам дека граѓаните во сите наши контакти имаме силна поддршка. Демократскиот сојуз е добро етаблирана, организирана политичка партија. Ние можеме да бидеме стожер на обединување, меѓутоа немаме лидерски амбиции да водиме некаков блок. Сакаме сите равноправно заедно да се здружиме и да покажеме нешто поразлично од досегашната пракса. Мислам дека тоа е силна желба и определба на граѓаните и тоа ние имаме обврска према нив да го направиме.
Така, вашата партија денеска со соопштение реагираше и на идејата за закон за амнестија. Значи, повеќе време ние разговараме во парламентот после бегалската криза. Оние што вршеа превоз на мигранти, осудени се на високи казни, 7-8, не знам и повеќе години затвор. Тој процес сега се декриминализира. Во Словенија и во другите држави никош таксистите не одговарале за тоа што пренесувале граѓани, независно од каде се. Бидејќи го декриминализираме тој процес, сега јавниот превоз е вклучен, бројни таксисти, и мислиме дека е апсурдно и натаму овие граѓани да одлежат, да бидат во затвор или да бидат упатени, но сметаме дека треба да се направи една поширока амнестија, бидејќи секоја држава како чин на простување, но и како корекција на нанесена неправда. Во голем број на случаи прави амнестија. Република Македонија последната амнестија направи 1999 година, збором за општа амнестија. Господинот Георгиевски веќе понуди едно решение за амнестија, вклучувајќи ги бомбите, нели, она што е клучно за оваа криза. Амнестија само за тие што се осудени. За сите оние што се споменувани во бомбите или креаторите на систем на прислушувањето, кршено да основни човекови прави, за нив нити има, нити треба да има било каква амнестија. Тие треба да понесат политичка и друг вид на одговорност сите што ги кршеле законите, кои што се инволвирани во тешки облици на организиран криминал, за тоа треба да се сносат и политичка и кривична одговорност. Така, значи да не се однесува нова делот за бомбите. За крај, дали според ова што до сега е постигнато, нели, договорот во пржено неговото имплементирање, можеме да кажеме дека ќе имаме фер избори во април? Сите усилби на сите политички партии, поготоа тие што на најден друг начин не сме директно загрозени од процесот на бомбите, се залагаме за да имаме фер и демократски избори. Нема да бидат тие идеални, но сепак мислам дека работите се движат во позитивна насока и наша определба е да има прво исти стартни услови за сите политички партии, да можат да бидат застапени подеднакво во медиумите и се разбира најмал проблем ќе биде денот на гласањето, бидејќи ја тој ден на еден или друг начин имаме искуство на организирани изборите. Се надевам дека нема да има фалсификување лични карти или купување на гласови. Тоа треба да го спречи министерот за внатрешни работи, кој што треба да биде навистина посветен на работата и да направи систем кој што ќе превенира. Така, господин Петковски. Видете, јас не верувам дека Никола Груевски од автократ за неколку месеци би се трансформирал во демократ. Се знае начинот на кој што и тој ВМРО допълнение ги добива сите избори, вонредни и така натаму, и тие ќе прават се и овие избори на исти начин да се спроведат, сакајќи да докажат дека сите претходни избори биле одлично организирани и да практично се покрие она за што и домашните меѓународната јавно инсистираат да се коригира, да се попри. Едно е сигурно. Ова е, мислам, една можеби задна шанса за Република Македонија да го фати чекорот со цивилизираните европски нации, да продолжи овој диалог на високо ниво, да се имплементира тие стандарди европски земјите кои што и ние тендираме да бидеме членки во нашето законодавство, да ги прифатиме сите забелешки опции од ДХР околу изборите, изборните недостатоци и да се заврши, јас би рекол, на цивилизиран начин целиот овој процес околу политичкото надминувањето на политичката криза и да се обидеме да направиме фер и демократски избори. Тие не може да бидат резултат на ниеден закон, нема совршен закон, изборен закон, туку само околу одговорноста на политичките фактори. Ако сега сме испружени пред дилемата Македонија ќе оди напред или нема, мислам дека сите треба се согласиме да фатиме чекор кон Европската унија, својски да се заложиме на 24-ти како шанса да искористиме, да ја представиме Македонија во едно зрело во политичка подобра зрелост и да направиме избори по мерка на граѓаните. Господа, ви благодарам што вечерва бевте гости во 24 анализа. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете со Дневникот на 24 вести.